Од 4 извори на геотермална вода кај селото Истибања, кои се со капацитет од околу 100 литри во секунда, во текот на летото ниту еден не се користи за намената за која е издадена концесијата. Водата со температура од околу 70 степени Целзиусови преку постојните испусти слободно истекува во реката Брегалница, со оглед што во овој период од годината не е потребна за загревање на оранжерискиот комплекс. Граѓаните со право реагираат оти природниот ресурс се троши бескорисно, наместо да се дозволи искористување и за други потреби, пред се бањско-рекреативни. Потенцијали за тоа има, постојат и изградени објекти со базени, како што се оние во комплексот Шагал, лоциран на патот Кочани-Виница. Неговиот собственик јавно прашува зошто благодетот од геотермалната вода како заедничко богатство не можат да ја користат сите граѓани кои се заинтересирани за тоа. Водата која тече у реката Брегалница сега моментално, кажав да се повтораме 50 литри во секунда. 70 степени топла и никој не го интересира. Денеска имаше инспекција од Скопје која кажа дека тоа не е надлежна за тоа што тече у реката водата, него таа е сам надлежна дека дали имат концесија или немат концесија. Јас имам инвестиција од 1.000.000 евра и оваа банда требаше да ми даде вода, овие криминалци, се беше договорено, пред луѓе обеќано се, не ќе да подпишат договор и мафијашите не сакаат да ми дадат вода, мислат дека ќе сакат да ми уништат, уствари да ми го купат хотело за никакви пари. Комплексот од базени на Ангелов во моментот стои неискористен, бидејќи нема топла вода, како што претходно било планирано и договорено. Тој вели дека дури и во зима, во текот на грејната сезона, геотермалната вода нерационално се искористува, поради што барал преиспитување на договорот за концесија што државата го склучила со сегашниот корисник. Никој не презима ништо, водата ја пуштат во реката Брегалница, од другата страна, поточно кај Пролетер, во оризите. И во зимно време може да видите поплава и чуре. А народо нема, таа вода е благодет за термални бањи да се направат, да луѓето се лечат, не да одат у Бугарија, не да одат у Сандански, у Банско, Струмица и така натаму. Значи, овој народ треба да се свесте, да каже, да се погледне огледало и самиот да каже со кого си има работа оваа банда криминална. И на Куцевководот за топла вода од изворите кај Истибања во текот на минатогодишните поплави беше тешко оштетен и дел од носачите се искорнати од своите темели. До сега немало никаков зафат за санација, со оглед што протокот на вода не е прекинат. Сепак, евентуалното повторување на стихијата би можело целосно да го однесе цевководот што поминува во непосредна близина на реката Брегалница.